Изградба на детска градинка во Штипската населба Сењак, изработка на техничка документација за енергетски фасади на градинки или училишта за 11 општини, изградба на пешачки мост на Брегалница во Делчево и изградба на пристапен пат до индустријската зона Чуката во Пекчево. Ова се приоритетните проекти со кои источнопланскиот регион ќе конкурира за добивање на средства од Бирото за рамномерен регионален развој. На втората седница на Советот на граначалници од регионот и покрај тоа што 10 мина се од иста политичка опција, сепак преку дискусија граначалниците си ги бранеа понудените вкупно 18 проекти. Има си координатор на проектот тука да се каже. Значи имате, али без потреба, значи проекти без потреба. Значи нешто през да разговараме, ако треба нешто да се направи регионално. Значи проектите беа кој од кој подобар и навистина надпреварот помеѓу градоначалниците беше голем и интересен. Значи проектите во главном беа повеќе од регионален карактер. Нормално тие се однесуваат на одредени општини, меѓутоа од регионален карактер. Општина Штип како најголема општина ќе бара 16 милиони денари од државниот буџет, а останатите половина од парите ќе ги обезбеди од сопствениот буџет. Изградбата на детската градинка во Сењак е еден од приоритетите, од кој бенефит ќе имаат и родителите од соседните општини кои работат во Штип. Се инсистира затоа што Штип има проблем со изградба на нова детска градинка, веќе 30 години нема изградена нова детска градинка, потребите се големи. Речи си, уште толку колку што има сместено сега деца, има потреба за да се сместат во нови капацитети и така што тоа е голем проблем. Населбата Сењак има потреба од тоа, кој што има преку 25.000 жители. Останатиот дел од средствата се наменети за Делчево и Пекчево. Делчево и покрај тоа што најмногу должи на Центарот за развој на Источнопланскиот регион и е најзадолжена општина во земјава. По 5 години конечно доби проект кој ќе биде финансиран од државниот буџет. Конкретно за нашиот проект во општина Делчево, тоа е пешачки мост кој што го поврзува стариот дел на градот со новиот дел на градот и овде имаме огромен број на институции кои што се наоѓаат, градскиот пазар, зелениот градски пазар, детска градинка, основно училиште, локалната самоуправа ни е таму, автобуска станица, така да од огромно значење за граѓаните на општина Делчево ова инфраструктурен објект. И го имаме изработено и идеен и основен проект, имаме ревидирано овој проект. Се работи за проект пристапен пат до индустријската зона Чуката во должина од 120 метри. Финансиската конструкција на проектот е 4 милиони денари, 3 милиони 950 илјади денари со учество од општина Пекчево или од општинскиот буџет од 10%. Овој проект е од огромно значење пред се за општина Пекчево поради фактот што на тој дел има веќе изградено фекална атмосферска канализација, има одведено струја, има и се разбира преостанува и пристапниот пат за да биде комплетна, за да имаме целосна понуда на секој инвеститор кој смета да вложи во општина Пекчево. На предлог на граначалникот на Кочани Никол Чуелиев, останатите околу 3,5 милиони денари ќе се инвестираат во изработка на техничка документација за енергетски фасади во сите 11 општини. И након оваа седница Благој Бочварски, граначалникот на Штип, е избран за председател на меѓуопштинскиот одбор за управување на отпад. Утврдено е дека граначалниците на центарот му должат околу 10 милиони денари, а на седницата ветија дека ќе си ги подмират долговите.